Со овој амандман ние бараме да се обезбедат дополнителни 30 милиони денари за воспоставување и функционирање на 5 центри за жртви на сексуално насилство. Се работи за законска обврска која институциите за жал 5 години не ја исполнуваат. Во 2021 година Собранието донесе закон со кој Министерството за здравство доби обврска да воспостави кризни центри за долготрајна поддршка на жртви на сексуално насилство. Денес сме 2026 година и за жал 5 години подоцна нема ниту еден ваков кризен центар. И токму поради ова Министерството за здравство доби представка пред Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, затоа што необезбедувањето на ваква специјализирана услуга, која најмногу ги засега девојчињата и жените, представува една директна дискриминација согласно праксата на Европскиот суд за човекови права. Во периодот од 2020 до 2024 година во Македонија се евидентирани 455 жртви на сексуално насилство, 90% од нив се девојчиња. И за жал 455 жртви се оставени на маргините на системот, без долготрајна поддршка, затоа што институциите 5 години не издвојуваат средства за вакви кризни центри за жртви на насилување. Во моментов постојат само 3 упатни центри и тие се интегрирани на клиниките во Скопје, Тетово и во Куманово, но тие не се кризни центри за долготрајна поддршка, онака како што бара законот, и дополнително нивното финансирање не е ни транспарентно прикажано како посебна буџетска ставка, па не можеме да имаме увид колку средства реално се издвојуваат за ваквите центри. Што велат европските стандарди? Советот на Европа препорачува најмалку еден специјализиран центар на секои 200.000 жени. Тоа значи дека во Македонија треба да има минимум барем 5 вакви центри. Впрочем, со овој амандман ние бараме државата конечно да започне со исполнување на обврските од Советот на Европа и од националните стратегии за заштита на жртвите од насилство. И, фактички со овие 30 милиони денари може да се обезбеди непречено функционирање на постојните 3 центри за жртви насилување и да се подготви отварање на 2 нови центри, да се обучат психолози и психијатри и да се воспостави мрежа за една психолошка, медицинска и правна поддршка. Односно предвидуваме 18 милиони денари да се одвојат за непречено функционирање на 3 центри кои се во рамки на клиниките и да се издвојат дополнителни 12 милиони денари за отварање на уште 2 вакви центри, затоа што ние тук постојано слушаме и декларативно нели се залагаме за заштита на европските вредности и посветеност кон европскиот пат, но тоа се докажува со приоритетите во буџетот и сметам дека после 5 години конечно треба институциите да издвојат средства за оние обврски кои самите ги презеле уште во 2021 година, а за кои цели 5 години не се нашло политичка волја да се издвојат средства за овие жртви на сексуално насилство. Ви благодарам.